Во овој регион постојат 17 депонии евидентирани согласно Националниот план за управување со отпад, а кои според ризикот за загадување на животната средина се класифицирани во 3 депонии од висок ризик и 8 депонии од среден ризик, додека 6 депонии се со низок ризик. Депонии со висок ризик во општината Кочани нема. Во депонии со среден ризик влегуваат депониите Дуброво, Буцето во општината Виница и депонијата Прогон во општината Чешиново-Облешево. Во депонии со низок ризик влегуваат депониите Белски пат и Бел камен над Оризари во општината Кочани. Покрај општинските депонии постојат и голем број на така наречени диви депонии, чиј број во регионот изнесува 171. Согласно Националната стратегија за управување со отпад, проблемите во управувањето со цврстиот отпад може да се надминат преку воведување на регионално интегрирано управување со цврстиот отпад, согласно директивите на Европската Унија. Источниот регион е планирано да воспостави интегрирано управување со комуналниот отпад преку користење на средствата од Европската Унија преку ИПА програмата. Рециклирањето, односно селекцијата на комуналниот цврст отпад, се врши на многу мал дел од отпадот и тоа преку селекција на отпад во поставени садови за отпад во неколку општини, меѓу кои спаѓа и Кочани. Неформалниот сектор ја собира отпадната пластика и метал директно од садовите за собирање на отпадот, а организирано собирање постои само за отпадот од пакување. Регионалниот план за управување со отпад е подготвен и основано е регионално предпријатие за управување со цврстиот отпад. Другите видови на отпад, како што се отпадни гуми, батерии и акумулатори, отпадни масти и масла, искористени возила и отпад од електрични и електронски апарати, не се селектираат и завршуваат на депониите за комунален отпад. Во општина Кочани одредени приватни предпријатија управуваат дел од овие видови на отпад, но во количини кои се релативно мали. Медицинскиот отпад само во поголемите градови од регионот се собира, односно се третира со одвој.